Додека кај нас партиите ќе се испотепаат да ги убедат граѓаните дека ќе нема или има мигранти во Македонија или ќе се градат или не станови за нив, во Европа јасно и гласно се кажува и пресудува дека сите членки на Унијата се должни да ги примат определените квоти. Ако е така, тогаш што ќе ни се сите припукување меѓу власта и опозицијата, кога се знае во европски и светски рамки кој кажува, а кој слуша? Ако Европската Унија и судски и политички им наложува на Унгарија, Словачка и некои други земји да примаат мигранти ако сакаат европски пари, тогаш логично е и на нашето раководство да му шепнат, ако сакате НАТО и ЕУ, ќе морате да ја примите бројката што ви следува. Друго нема. Сега друго прашање е што Македонија е пред многу значени локални избори, па внимателно се бираат и дозираат проектите, мерките и одлуките по вака чувствителни прашања. Балканците кои пословично се гостопримливи, но само за гости, а не и за трајни доселеници, тешко ќе поминат преку директивата наречена мигранти. Не затоа што не се толерантни по сите основи, туку првенствено поради тоа што Европа ни лапна огромен број од млада и работоспособна сила, вклучително и стручната, па државата ни остана со старци. Обичните луѓе најчесто коментираат дека како тргнало Македонија ќе остане без македонци, а ќе ја населат мигранти кои ќе внесат нов менталитет, навики и слично. Од ваквите стравувања произлегува клучното прашање што навистина не очекува после изборите. Можеби обичниот народ и државните челници не знаат, но некој на планетата Земја сигурно знае.